другарчиња. Јас морам да ви признам дека не поради тоа што јас лично многу ја сакам музиката, од како малечка, вака да речеме, од како Матеја, дознав дека јас не можам да живеам без музиката, ами поради тоа што многу наши другарчиња кои веќе стана редовни гледачи на Звезди и приказни ни пишуваат дека повторно сакаат да бидат дел од приказката на Хорчето во Карпош, кој навистина многу ме воодушеви. Пинги, морам да ти кажам, ти должам една најголема гушка поради тоа. Значи, јас, оној ден, кога прв пат дојдов на проба кај вас на хор, знаеш дека, Пинги, цел ден седам, пеам, играм, се смејам. Гледаш? Пинги, значи, оној ден не можам да ти го заборавам додека сум жива. Да? Значи, ти си имал потполно во право си бил, Пинки, кога си ми кажал дека музиката не е само половина здравје. Музиката е, Пинги, 100% здравје. Така. Многу ти благодарам. А што е друго здравје, Матеја? Кажи ни уште еднаш да ги подсетиме сите оние другарчиња кои што постојано плачат чоколадо, смоки или чапче. Здраво ли е тоа, Матеја? Не е здраво. Ни мастики не. Ни мастики не е, бидејќи мастиките се многу штетни нешта кои што не се здрави за дечињата. Дечињата треба денот да го почнат со што? Со овошје. Така нели? Тетка Сузе, кажи, теткино. ти ме крениш да го гушнам? Да те кренам да го гуснеш, ке те кренам да го гуснеш овај Пинги, овој најголемиот наш другар, кој стана многу здрав пингвин, другарчиња. Значи, овој Пинги не само што почна да спортува, не само што почна да пишува правилник за здрав живот на својот оној Сайбертоп, така беше, Пинки? Не беше лаптоп, дечиња, тој има Сайбертоп, значи почнува да пишува книга за здрав живот, ами тој почна да оди во хор и јас чув дека оди на аеробик, така, Пинки? И уве теретана ќе оди. Знаеш што, Пинги, јас сега предлагам ние повторно да слушнеме уште една песна, бидејќи јас чекам да Карпош Госпел хорот пеете на многу јазици. На турски, на грчки, на италијански, на француски, на секаков. А денеска што ќе пееме? Кажи, Злато. Ќе му дадеш на пингвин што ќе да седне? Не ми се седаме. Јас денеска имам едно изненадување за Пинги и за неговите другарчиња, бидејќи јас денеска ја заборавив кошницата полна здравје, ама затоа подготвив со чуварот во основното училиште Коменски, каде што ние сме денеска тука, подготвив едно изненадување за вас, другарчиња. Јас ќе го отворам. Ајде да го видиме изненадува. Мижете, сите вака силно мижете и на знак сите отворете очи. Ајде. Вау! Сега отворете очи. И какви се овие плочки? Ќе им кажеме, овие се најздравите плочки кои А вие за мене се сите? Не, овие се за твоите другарчиња. Како не? Кои што обезбедуваат се што ви треба потребно за ужинка, за време на ужинка до ручек. Кажи, Злато. Сака пингвин нешто да зиме. Пингви не се за тебе, Пингви. Ајде да пееме, ајде оди кај другарите да пееме. Јас седва и чекам да слушнам која песна ми ја избравте за денеска.
неретко се случува да обработуваме, поточно разговараме за теми кои се предложени токму од вас, драги наши. Мене ми е мило што Звезди и приказни веќе формира една своја публика која не има за свој, а верувајте дека моето задоволство е двојно поголемо, бидејќи јас некако ве доживувам како дел од нас, дел од тимот на Звезди приказни и наша ТВ. Денеска сме повторно нагости кај доктор Јадранка Бибан на една тема која ја предложи наша редовна гледачка и е поврзана за стерилитетот, поточно како може стерилитетот да се победи со начин на исхрана или начин на живење. Ете, така убава тема и многу често експлоатирана, да кажам, разработувана, дискутирана и така. И сега ова е една добра прилика преку вашата емисија да им порачаме на голем број парови дека можеби нивниот проблем, иако им изгледа многу голем и сериозен, можеби треба малку да го погледнат од поинаков агол и да видат дека тоа е многу лесно решлива работа и тоа е работа која што самата природа ќе си ја среди, но само треба да и се даде шанса за тоа. Денес, за жал, голем број на парови не можат да го остварат своето, како да кажам, природно право на родителство, да. Заради тоа што сметаат дека, заради тоа што мислат дека се болни, дека нешто им недостасува и така, а сепак се работи само за функционално отстапување на организмот заради нивните лоши животни навики. Замислете колку голем процент на луѓе веќе се обраќаат во центрите за инвитро оплодување, а пушат по 3 кутии цигари. Ете така, значи само потребно е да направат мали измени во својот животен стил и да го прескокнат, да ја прескокнат целата таа агонија на стимулирање со хормони, на хоспитализирање, разочарувања, па доколку не биде така, ништо. И едноставно неуживање во љубовта, неуживање во сексот, веќе во крајна смисла на зборот. Секое дете треба да биде производ на љубов, не на техничка работа. Здрава енергија, односно здрав субјект не се создава технички, тој се создава со инкорпорација на една енергија, една љубов во целата таа работа и затоа можеби технички изгледа едноставно инвитро оплодувањето, меѓутоа сето тоа не е природно и отстапува од природните закони на создавање на нова индивидуа. Но еве сега накратко на што да обратат внимание сите тие парови, доколку се работи за машки стерилитет, значи за намален број на сперматозоиди, за намалена подвижност, така, за тератоспермија, значи извртени неправилни форми на сперматозоиди. Ајде нека направат малку промени во својот животен стил, во исхраната, нека ги сменат навиките, нека ги остават цигарите, нека почнат малку повеќе да се бават со телесни и психотелесни вежби. Значи комплетно нека го изменат својот животен стил, па нека видат како ќе се менуваат и функциите во организмот и нивната сексуалност ќе се смени нивниот поглед кон целиот тој сексуален живот. Сега имаме многу млади момци кои што имаат проблем со импотенција. Сето тоа не е резултат на некоја си тешка болест, туку е резултат на нивните лоши животни навики. Ендометриозата кај жените, која што се смета како еден од водечките фактори денес кои што водат до стерилитет, се менува, односно се лекува исклучиво со храна. Единствен природен начин на лекување на ендометриозата е самата бременост. Но ако постои ендометриоза, пак имаме пречка за забременување. Затоа, ајде да почнеме по обратен редослед. Нека го сменат начинот на исхрана, само така ќе можат да ја победат ендометриозата. Денес многу жени се подвргнуваат на оперативни зафати, на третман со хормони за да ја средат ендометриозата. Не може да се постигне 100% успех со тоа. 100% успех се постигнува со промена на начинот на исхрана. Тогаш ќе дојде до забременување, а самата бременост пак ќе ја среди дефинитивно ендометриозата. А тој е претежно растителна исхрана. Апсолутно, веганската храна. Јас во осумка ја препорачувам веганската исхрана. Таа се состои во многу мала количина на масти во исхраната и тоа сите се од растително потекло, значи некаде до 12% мастите се застапени во програмата за исхрана на осумка.
А некогаш кога лекуваме вакви болести ги намалуваме испод 12%. Значи немаме животински масти воопшто, затоа што тие интерферираат многу со хормонските процеси во организмот, а самите хормонски пореметувања пак резултираат со гинеколошки проблеми каде што спаѓа и ендометриозата. Веќе го споменеме и синдромот на полицистични јајници, ПЦО синдромот, познат. Што е многу чест. Многу е чест и тоа кај млади девојчиња, пак и жени во репродуктивен период сега се повеќе страдаат од така наречениот ПЦО синдром. Тоа е функционална пореметеност на јајниците заради една хормонска дисфункција. И таа е наметната од надвор, најпрво со лошиот начин на исхрана и стресниот живот. Сега кога ќе кажеме стрес, луѓето мислат дека тоа е нешто што е надвор од нивната моќ и не можат да го средат. Ќе почнат да го средуваат доколку ја средуваат исхраната. Нека се подвргнат на овој начин на исхрана кој што го препорачуваме преку осумка и ќе видат дека и стресните ситуации веќе не изгледаат онака како што изгледале претходно. Се разбира дека сега јас тука ќе им препорачам да ги испрактицираат и медитативните чикунг вежби кои што во склоп на програмата на осумка ги раководи инструкторот Сифу Предраг, кој што на многу едноставен начин ги има објаснато и во неговото инструкционо CD и во неговата книга Спознание на изворот. Секој може да ги практицира дома во домашни услови. Затоа осумка се потруди, значи целата програма да ја даде во литература. Тука се моите две книги, Превенција и лекување со храна на современите хронични болести и програм Доктор Бибан за превенција и лекување на гинеколошки болести, каде што во еден 28-дневен програм на сите им ја поклонив едноставно таа програма да можат да ја практицираат во домашни услови, многу едноставно и многу ефтино. На тој начин ќе ги научат животните навики кои што лекуваат. Стерилитетите се лекуваат, 80-90% се лекуваат со менување на животните навики и кај женскиот и кај машкиот партнер. Значи кај обата родители. Најдобро е програмата да ја практицираат двајцата. Така ќе создадат една заедничка енергија, ќе создадат една заедничка атмосфера на создавање. И ќе бидат единствени во нивната цел. Ете така, единствени во создавање на новиот живот кој што ќе потекне и ќе биде резултат на нивната љубов. Так, многу убаво го кажавте ова навистина. И па, драги наши, доколку сакате, а не сте можеле досега да дојде едно ново човече во вашите животи кое ќе биде плод на вашата љубов, на вашето единство, како што кажа доктор Бибан или доктор Осумка, како јас сакам да ја нарекувам честопати, бидејќи таа е една од моите омилени личности изминатава деценија, бидејќи јас ги почувствував благодетите од сите овие неизини заложби, и пред раѓањето и по раѓањето на мојата втора ќерка, и многу сум ви благодарна. Тогаш, како што кажа, посветете внимание на вашето психофизичко здравје, отстранете го колку што можете стресот и пробајте да живеете со вегетаријанската исхрана, да ја елиминирате целата онаа храна од животинско потекло и можеби токму нема да ви биде потребен никаков финансиски трошок да одите по инвитро центрите, ами да го направите тоа дома со промена на вашиот животен стил. Ќе зборуваме ние сигурно некој следен пат, доколку ни предложите тема слична на ова, на стерилитетот, на исхраната и така натаму, бидејќи доктор Јадренка Бибан е секогаш расположена за разговор. Ви благодарам и денеска, се гледаме некој следен пат. Детството е најубавиот период во животот. Нешто што се памети цел живот. Неретко во овие последни делови од нашите звезди и приказни, ние се среќаваме со една позната личност, некоја многу позната, но некоја и помалку позната. Денеска, драги другарчиња, чест и задоволство ми е што заедно ќе поразговараме и ќе раскажеме една приказка со нашата успешна дизајнерка на накид и ликовен уметник, аматер, Цеце Несторовска. Цеце, здраво. Здраво, Сузе. Добре ни дојде во нашите звезди и приказки. Верувам дека и тебе исто со голема возбуда и со голема радост ќе те навратам како и многумина пред тебе на твоето детство и на првата асоциација на она што те потсетува на твоето детство. Оноку колку што јас знам за тебе, ти си растена во семејство каде бевте 5 деца. Така Точно, нели? да. 5 деца, од кои јас сум најмалото. Значи, секогаш нашиот дом бил исполнет со игра, со смеа, со трчање, со играње. Значи, преубаво детство. Така. Има ли интересни случаи? 5 деца се голема конкуренција.
Кој го имаше главниот збор тука? Брат ми секако, пошто ние сме 4 девојчиња, а само он машко и нормално секогаш бато е во право. Така, ти сакаше да ни донесеш и да ни покажеш нешто што многу си го сочувала, исто како да е ново, како да е вчера купено. Така, Од да. твојата десна страна е куклата. Што приказка крие оваа зелена кукла? Ова ни е омилената кукла. Моја, а сега и на Анџела нормално, значи оваа кукла е стара веќе 30 на години. Само вака да ја. Нема да ги откриеме годините, колку години имаш, ама ќе кажеме дека е од твоето детство, не од детството на Анџела. Така, значи, татко ми работеше во странство во Кувајт, градежен инженер, и ми ја имаше донесено на поклон, значи, оваа кукла, и кога ја видов прв пат куклава, пошто во мое време немаше вакви кукли како сега дечињата што имаат барбики, не знам уште какви нети играчки. Значи, кога ја погледнав оваа кукла, ја просто почнав да плачам. Значи, плачев од среќа, од радост, затоа што нема видено до тогаш таква убава кукла со таков фустан, свилен, со пред се е рачна изработка, значи самата кукла доле се навива и таа се врти, Свири, да. свири, има една мелодија. И кога ја видов јас прв пат, тоа ви кажам, значи почнав да плачам од среќа, значи премногу емоции, првен по татко ми пошто го нема видено долго време, а второ што добив еден прекрасен подарок. Можем само да предпоставам која радост било тоа, и јас имав една таква кукла од Швајцарија која не ја исчував како ти, морам да ти кажам, дури во еден период кога јас бев некои си 10 години, беа модерни локици и јас сакав да ја направам локица и ја унакажав, ја уништив куклата и така е. И фустанот, и фризурата, и се. А ова секоја чест. Имаш чиста десетка што успешно вака си ја сочувала куклата и за Анџела, а предпоставувам и за незината керка еден ден, нели Анџела? Да, ќе ја чуваме убаво, како мама што ја исчува за тебе. Е сега мама Цеце, дојди ти ваму. Мама Цеце денеска ќе ни раскаже една приказка која верувам дека е и нејза омилена. Од Точно, твоето да. детство, а верувам и на Анџела сигурно ја раскажуваш честопати. Да, и нас ни е сега заедничка омилена приказна. Која ни е омилена приказна, Анџела? Тренорушка. Тренорушка. Тренорушка, драги другарчиња, досега никој не ја раскажал и јас едва и чекам да се подсетам. Не можеме овде да ја вртиме, сега ќе ја слушаме Трнорушка. А вие добро наместете се, мили мои другарчиња, и да ја слушнеме Трнорушка. Повели Цеце. Во старо време живееле еден крал и една кралица, кои многу сакале да имаат дете. И по многу години кралицата родила едно девојченце. За крштевањето на бебето, кралот и кралицата приредиле една голема веселба. 6 добри самоувили од кралството биле поканети како почесни гости. По гоштевањето, самовилите се собрале околу девојченцето да го даруваат со нивните дарови. Првата ја дарувала со убавина, втората со среќа, а другите со добрина, милост и со добро здравје. Токму кога требало да го дарува 6-та самовила, влегла 7-та самовила. Таа била многу лоша, стара и била многу љута затоа што не била поканета. 7-та самовила не носела убав дар за дарување. Место тоа, на цел глас изговорила една страшна клетва. На 16-тиот роден ден на принцезата ќе се набоде на вретено и ќе умре, рекла лошата вештерка. Потоа ја снимало во облак од чад. Настапила мачна тишина. Тогаш проговорила 6-та самовила. Јас не можам да ја уништам клетвата, рекла, но можам да ја ублажам. Принцезата нема да умре, туку ќе падне во длабок сон цели 100 години. Поминало многу време и клетвата од 7-та самовила била заборавена. Бебето пораснало во една прекрасна принцеза. Утрото на нејзиниот 16-ти роден ден, принцезата шетала во дворецот и стигнала до врвот на една висока кула. Влегла во неа и нашла една стара жена што предела. А таа е вестирката. Да. Влегла во неа и нашла една стара жена. Што правиш, прашала принцезата, која никогаш порано немала видена вретено. Предам, рекла старата жена. Сакаш ли ти да се обидеш? Штом почнала да преде, принцезата си го боцнала прстот и заспала во длабок сон. 100 години. Да. И потоа? И потоа старата жена, која всушност била лошата самовила, гласно се насмеала и ја снемало. Клетвата се остварила. Несрекниот крал и кралица ја ставиле принцезата во незината постела, потоа сите луѓе и сите суштества во дворецот заспале и околу дворецот обраснала една голема трнова шума.
Се ширеле приказни за заспаната убавица во дворецот. Трнорушка, така ја нарекле принцезата, а околната шума била толку густа што никој не можел да влезе. Поминале 100 години и еден убав принц јавајки поминал оттаму. Тој имал слушнато за мистериозната принцеза и решил да ја спаси. За чудо, кога се доближил до работ на волшебната шума, со меч в рака пред него се отворила една патека. Принцот го пребарал целиот дворец, додека конечно не дошол до собичето на кулата. Таму ја нашол заспаната принцеза. Таа била многу убава, се наведнал и ја бакнал. Трнорушка ги отворила очите и го погледнала принцот. 100-годишната клетва била прекината. Вау! А кога се разбудила Трнорушка, се разбудиле и сите други луѓе во дворецот. Тоа било време на голема радост и славење. Принцот искажал љубов на убавата принцеза, а таа за возврат се согласила да му биде негова жена. И обајцата живееле среќно до крајот на својот живот. Браво! Ова значи најубаво од се. Подоцна ќе ги раскажеме и вашите. Јас уживав на вистина во твојата Трнорушка и мене ме посети бидејќи одамна не сме ја прочитале, а треба да почнеме и ние да ја читаме, а најубавото од се разбира она кога дошол принцот, ја бакнал принцезата и таа ги отворила очите. Ај сега моето раскажи. Тоа утре. Добро? Утре сега да им кажеме чао на нашите другарчиња, Ајде да не кажеме чекаат чао. утре. На истото место, во истото време, наша ТВ рано наутро и уште 2 репризи во текот на денот. Чао, другарчиња, другарчиња, чао.